врагот. Со светлина од светилката што се колебаше меѓу нив. Лицето му беше како изглабено од времето. Тивко, тивко, но полно со присуство. Селена го гледаше и во неговиот поглед го прочита она што не можеше да се запише во книга. Дека тој знае, дека од секогаш знае. Таа врата, рече тој полека, се отвора само кога срцето не прашува, туку слуша. А ти, конечно е слушна тишината. Што има зад неа? Прошепоти Селена. И он ја спушти светилката на каменот и седна. Неговиот глас стана тивок. Ништо не постои веќе во тебе. Замокот не е зидови, господице. Тоа е жива меморија. Се што некогаш било изговорено, чувствувано, предадено, овде останува да чека повторно срце што ќе го разбере. Арделјаните не биле проколнати. Тие самите се врзале со клетва на свесност. Да ја паметат светлината дури и кога ќе падне мракот. Селена се приближи. А јас, зошто ми се јавуваат во соништата? И он го подигна погледот. Во очите му блесна нешто меѓу болка и спокојство. Затоа што она што беше разделено, повторно сака да се соедини. Крвта не повикува. Таа се сеќава. Ти не си дојдена тука случајно. Замокот не ги прима странците, Селена. Ги враќа своите. Таа замижа за миг. Низ неа помина студ и топлина во исто време. А ти и он, кој си ти на вистина? Тој се насмевна бледо, со онаа насмевка на луѓе што одамна престанале да се оправдуваат пред времето. Јас сум оној што ја чува тишината. Она што не може да се каже, мора да се живее. Јас стојам додека минуваат векови и гледам како истите души повторно се наоѓаат само во други лица. И он ја подигна светилката. Но ова не е само почеток, господице. Каменот проговори, но вистината се уште спие под него. Ќе ја чуеш. Ќе ја чуеш кога ќе бидеш подготвена да ја прифатиш не како наследство, туку како товар што ослободува. Тогаш го крена погледот кон темниот таван и рече тивко, како да зборува со самиот замок. Секое срце има своја ноќ на огледало. Кога ќе ја помине, веќе не припаѓа на времето. Почитувани присутни, благодарам. Почитувани гости, дами и господа, добар ден и добре ни дојдовте на првата промоција на првиот роман на Драгица Ристич Стојчевска, Замокот на Арделјан. Оваа книга на 244 страни, 81 расказ, предговор, поговор и благодарност, издадена оваа година. Уредник, фотографи, дизајнер е Тања Јовановска Калашева. На формат А5, 15 см, 21, тираж 300 примероци и издавач авторката, печатницата Ацетони отпечатена. Е првото нејзино дело и веќе второто е отпечатено. Честитки и за наградата, Доктрината на тишината, која се надевам исто така ќе го промовираме. Мене ми е навистина чест и задоволство што сум денеска дел од оваа промоција. И најнапред би сакал да ја поканам директорката на Градската библиотека Борка Талевски Прилеп, Андријана Ристевска, да ја прогласи промоцијава за отворена. Повели. Почитувани, секогаш е чест и задоволство
да се присуствува на промоцијата, поточно јас би рекла на славењето, на раѓањето на едно ново дело. Особено голема е честа да се присуствува на раѓањето на прво дело од домашен македонски автор. Јас би сакала од срце да ја честитам на нашата денешна домајќинка, господја Драгица Ристич Стојчевска. Ве молам да ја поздравите. И да кажам дека нашата установа, Градската библиотека Борка Талевски Прилеп, веќе 81 година славиме од нашето постоење. Од секогаш ги била поддршка и промотор на македонските автори. Така да и наша е честа што нашата роднокрајна Постапе ќе биде збогатена со уште едно дело, со уште еден нов роман, кој што верувам дека ќе биде интересен за сите вас што ќе го прочитате. Во една изјава неодамна авторката спомна дека никој кој влегува во замокот Арделјан не останува ист, односно излегува како сосема различна личност. Јас верувам дека откако ќе ја прочитате оваа книга, и вие веќе нема да бидете исти. А затоа што секоја добра приказна остава трага кај секоја личност. Ви благодарам и уште еднаш честитки за промоцијата. Нека се можа делата. Благодариме и ние. Драгица Ристич Стојчевска е родена во Риека, Хрватска, моментално живее во Крушево. Ова е незиниот прв роман, а веќе е напишан и отпечатен вториот, што е навистина особено, како да кажам, мотивирачки, дека толку брзо и често почнувате да објавувате. И повеќе за делото го поканувам Јан Вега да проговори, а исто така делови од романот ќе прочита Христина Ангелеска Миоска. Најпрви добар ден или добро вечер. Измеѓу денот и ноќта сме некако. Нека биде добар ден. Драги пријатели, љубители на зборот, на книгата и на, пред себе рекол, добрата мисла. Имам чест да седам со авторот на книгата, инаку јас сум и рецензент на самата книга, кој во вториот дел на книгата ќе биде отпечатан. Имено имам чест да седам со еден светски автор, кој се вика Драгица Ристич Стојчевска. Значи, повторувам уште еднаш, не македонски. Него имаме ние работа овде со еден светски книжевник. Иако е тоа дебитанска книга, со оваа книга Драгица докаже дека фактички е дел од светската книжевност и литература, а може би рекол и филозофија. Да ја поздравиме со еден громогласен аплауз и да ја дадеме поддршка за народни дела. Како рецензент на самата книга и во разговорот со Драгица и познавајќи се и подолго време, дојдов до констатација дека во основа се работи за еден стварно светски роман. Роман кој што е повеќе слоен, доста инспиративен, топол, промислив, со доста слоеви кои што едноставно продират или се мешаат, да речеме, како еден вид на еклектика. Тука можете да сретнете филозофија, имате добар дел на белетристика. Да речеме, како формат би го ставил во една, да речеме, супернатурална жанровска форма, иако да речем дека во основа е повеќе слоен и има доста и филозофски мании. Роман кој што едноставно плени уште на првата топка. Чуден како жанр, пребивајќи во оваа наша земја, досега ретко, а може би ако не е и прва книга, кој што се судира со еден ваков жанр. Значи, доста готски елементи, доста
ајде би рекол, science fiction, доста, а пред се јас би рекол дека се работи за еден неонуар роман, кој што едноставно допрева треба да дојде или новие наши поднебја да земи поголем замав или поголем здив. Штета што во оваа наша држава малку се чита и не гледам, многу малку гледам млади луѓе, кои што би требало да бидат овде во прва борбена линија. Ние горе-долу се познаваме тука. Истите доаѓаме, истите реплицираме. Што се случува со овој млад свет, зошто не доаѓа, зошто не сака да чита, зошто не сака да се продухови, тоа е веќе сосема едно друго прашање. Но, не би се задржувал таму, би се задржал само на убави работи. Пред себе би рекол на позитивни работи. Оти ако се занимаваме само со негативни, такви ќе бидат и нашите пори. Имено би раскажал некој збор, 2-3, како да се пристапи кон овој роман, што да се очекува, на што да се обрне внимание и каква поента да извлече. Имено кога велам повеќе слоен, прво мислам дека прво како форма е прекрасен. Прекрасна корица, прекрасно дизајниран, доволно голем, плюс и со доктрината на тишината би бил еден сосема роман кој што би требало да биде во еден добар формат. Ни преголем да е, ни да биде премал. Би рекол доволен, кој што би го задржал вашето внимание, од прилика би рекол скоро еден месец дена. Значи месец дена едно активно читење и доста промислување во врска со самата фабула. Имено, во овој роман има повеќе аспекти. Пред се е пишуван како омнибус варијант. Што значи тоа? Тоа значи дека има повеќе пасуси кои што можат да бидат или да функционираат и одделно, но месторијата тука на авторот Драгица Ристич Стојчевска е во тоа што сите тие омнибус приказни ги обединува во едно. Затоа овој роман е доста интересен, прониклив, топол и на моменти доста инспиративен. Би рекол дека додека идев наваму, повеќе пати ми се случи да различни почетоци ми создаде оваа книга. Различни завршетоци. Тука фактички е и мојта на таа книга. Да е повеќе слојна и од оваа книга да излезат 10 книги. Јас сум сигурен, додека Драгица го пишувала ова дело, таа во својата глава напишала повеќе од 10 книги. Значи од 10 книги да се извлече нешто што ќе биде составено само во една книга. Тоа е да речеме нешто слично кога правите музика или свирите, значи ќе наснимате 10 пати повеќе материјал, а на крајот би излегло само едно издание. Во суштината на самата книга би ја поделил на неколку дела на кои што треба да се обрне страшно внимание. Имено, главниот дел во книгата е нели самата фабула. Таму има ликови, има карактеристики на самите ликови, се спојуваат. И што е многу интересно, во самите ликови никој не е негативец и никој не е позитивец. Значи, самите ликови се едното и другото, како некој вид амалгам. Значи, во исто време да биде и негативец и да биде позитивен. Така да тука во таа ситуација Драгица вешто ќе ги збуни луѓето што ќе читат оваа книга. Обично знаеме да речеме како читатели да се врзиме за некој лик, да ни биде повеќе драг, па некој да ни биде негативец или во обратна некоја форма. Чудно е тоа што затоа и реков во книгата, значи сите ликови на моменти имаат своји 5 минути, па подоцна имаат своји слабости, лоши карактерни црти, добри карактерни црти и така натаму. Фактички тоа го прави сюжетот на оваа книга да биде доста интересно и оригинално, би рекол. Затоа оваа книга ја ставам во една од оние книги кои што мора да ги имате во вашата библиотека. Другиот дел, да речеме, на кој што би се осврнал, би бил самиот ентериер кој што се случува во самата книга.
Имено нормално се работи за замок. Така е насловот на книгата. Замокот на Арделјан. Значи, покрај стандардната фабула, ние имаме еден страшен спектар на пейзажи, екстериери, ентериери, различни типови на звуци, различни типови на оптички ситуации. Некогаш тие се близко, некогаш се предалеко. Но историјата на самиот роман е во тоа што самиот читател, додека е внатре во самиот замок, тој ги чувствува и ги осеќа сите тие оптички елементи. Осеќа кога е нешто близко, осеќа кога некаде од некаде доаѓа некој звук. Така да речеме тука, че не идете да речеме на тропот на скали, затворање на врата, стакло кое што од ветрови удира, плач на дете во некој ходник, во некој друг дел од самиот замок и така натаму. Имено како читател, уметноста или умешноста на самиот роман е во тоа што самиот читател го става во игра во самиот роман. Фактички и он игра исто во самиот роман. Или е дел од него. На почетокот Драгица вели дека влезели во замокот, ти веќе си внатре. И навистина е тоа така. Месец дена си веќе внатре. Што е интересно во врска со самото читање или со самиот пристап на самата книга? Тоа беше многу интересен феномен во врска со мојот пристап кон самата книга. Тоа веќе еднаш сум го осетил кај Джеймс Джойс, читајќи го Улис. И сега втор пат ми се случува со оваа книга. Да ја читам книгата исклучиво само навечер. Тоа ви го препорачувам и вас. Значи, исклучиво само навечер. Зошто? Другиот ден, да реков да видам што сум прочитал, што се случило, што сум запамтил, ништо, нема, празно, нула. Што се случило, реков, хипноза некој. Или вечерта наредниот ден и повторно ми се надоврзува сеќавањето од претходната вечер. Реков, ова е фантастично. Тоа уствари што го прави нештото да биде специфично во врска со оваа книга. Во самата книга има доста, би рекол, би ја ставил во основа во оној жар на книга на манеризми. Имено зашто книга на манеризми. Со еден страшен пристап и една многу интересна прецизност, Драгица не воведува во ликовите и во самиот интериер, објаснувајќи ги сите тие манеристички приказни на еден, да речеме, еден вид аристократски свет. За нас малку непознат тој свет, но добро е да се научи нешто во тој вид на манеризм. Прекрасни движења, многу интересна гардероба, страшни направени интериери, едноставно замок со еден висок вкус. Како што напомена и во самата рецензија, значи не случајно изграден од некои луцидни мајстори. Интересно е во книгата што едноставно самиот влез во самата книга те држи во неизвестност и ти фактички го создаваш замокот што е он, што е во тебе. Значи, оној замислен замок што секој од нас го има, да речеме, во себе. Ние сме сите замоци сами за себе си. Индивидуалци, соло ипсе, луѓе кои што се едноставно осамени на овој свет. Што правиме ние? Се дружиме помеѓу себе. Кога вече ќе си одиме дома, секој ќе си легни сам во своето тело. Не случајно, да речеме, во тој случај Драгица тука го користи тој фидбек, доста флеш елементи. Едноставно, книгата има течение на еден вид, на контрапункт. Оди до некаде, повторно се вреке нас. Па ќе те изгуби некаде во некој лавиринт во тие ходници. Фрапантно како автор на една дебютантска книга. Јас се надевам дека Драгица тука нема да застане, че имаме понатаму можност или прилика да барем уште најмалку 2, 3, 5, 10, во зависност од незината инспирација. Фактички тука не е битен квантитетот, битно е, значи, делото да има своја ремек дело позиција. Има уште доста работи во врска со таа книга, фактички секој читање на било кој дел од оваа книга е приказна сам за себе.
Затоа и реков, може да бидат одделно, но може да бидат и споени. Нешто што мене најмногу ме фрапира или ме инспирира, да речам, тоа е тој филозофски дел, нели, случајно сум јас па тука во таа професија. Имено еден пасус ми остана доста долго да го размислувам после читањето на тој пасус, доста долго, може би до утринските сати. Вика следно. Што е, вика, животот? Да, тој се случува во објективно време. Што е тоа кога ќе заврши тоа објективно време? Остануваат спомените. А што кога и спомените ќе ги снеме? Доаѓа заборавот. А што е заборавот ако го снеме? И тука има еден голем прашање. Таа филозофска мисла, што Драгица ја потребува тука во тој роман, вие мора прецизно да ја најдете таа реченица. Таа нема да се појави така едноставно. Мора да ја побарате. Таа е тука во самата книга. Значи, тој филозофски манир веќе тука не допира малку и до Дейвид Хјум, малку ни става и до знаење, да би го ставил тука и Ловкрафт, би го ставил како режисерски решенија и Дарио Аргенто и некои други. Така да во таа ситуација, тоа е едно страшно сиже, кој што, да речеме, Драгица има храброст во книгата тоа да ни го стави во хартијата. Има, да речеме, автори кои што кокетираат или имаат помалку храброст. Значи, кај Драгица тоа не е случај заради тоа што оди до крај. Ако си спремен, влези внатре. А ако се не си спремен, тогаш побарај друга книга. Едноставно. Нема да ти дозволи да кокетира со ситуацијата, дали што сака толпата да слуша, што сака да чита, значи тоа не ја занима во овој случај. Има уште доста работи да се кажува во врска со самиот роман, Замокот на Арделјан, омнибус роман. Еве јас тука би ја запрашал Драгица, еве сега додека идев по патот, ми текна една работа. Тоа е повеќе како констатација, но сакам да го слушам и твоето мислење. Тука е и Трпчевски Игор, и он индиректно, да речеме, во врска со ова мојата констатација, би го повикал и него. Имено како илустративен роман, заборавив тоа да кажам дека романот е доста илустративен. Што значи тоа? Преполнен со слики, преполнен со дејства. Дојдов до констатација дали оваа книга може да се направи представа. Еве, Драгица, до тебе прашањето и до Игор Трпчевски. Јас веќе дури го видов него во главниот лик, а музиката веќе ја слуштав во самата театарска представа. Со театарска представа, мислам дека наредната година Војданче Надрински е прва награда овде, во ова дело. Така да, тоа е моето прашање, Драгица, повели. Да, се сложувам со тебе. Може да се сниме една представа, да се напише некој сценарио, да се... Сценариото е веќе тука, да, само да се направи, да се оформи. Веќе сценариото е тука, илустративноста е тука, актерот, главниот лик е тука. Ни треба само уште ентузијазм. Така, премногу близко. Премногу ефекти. Значи, што ни треба? Ни треба ентузијазм. А зашто и да не? Ето, тоа е моето прашање во врска со овој дел, во врска со самата книга, во врска со Драгица Ристич Стојчевска. Да ја поздравиме уште еднаш. Следен многу гласна. Иначе, приказната почнува многу, како да кажам, мистериозно. Еден истражувач, Андреја Бокал, се заинтересирува во некои стари манускрипти, најдува еден текст за Замокот на Арделјан и тоа го предизвикува да почне да истражува понатаму, па така се на... Аха, еве го и детето кое плаче од некој ходник од замокот. И нели оди во замокот, ги запознава неговите сопственици, Виктор и Селена. Таму е Јон, кој што е чуварот на замокот, како прислужник, еден постар лик кој што
Меѓу другото се случуваат и некои многу чудни работи, многу заведува на некој начин приказната. Например, мене ме заведе приказната дека Андреја се влюбува во Селена и мислев дека тука ќе се развие некаква врска, па после не се разви таа, пак се врати Селена со Виктор, нели, потоа па дури се реши да се жртвува за него. Се појавуваат и други ликови, отецот Гаврил, Елена, а меѓу другото, она што е фасцинантно е дека на крај сите овие приказни кои што изгледаат многу далечни и неповрзани, испаѓа дека се ликови од една лоза, практично, дека се поврзани и со крв, да речем, крвна врска дека имаат во нив. Во смисла, јас повеќе го гледав како филм, во принцип, затоа што сите тие мистериозни моменти кога сенки преминуваат преку ѕидовите или кога книгите се отвораат или затвораат сами, кога излегуваат мистериите кои што Андреја се обидува да ги истражи или да влезе во забранетите делови на замокот и така натаму, мислам дека филмот како медиум многу подобро може да ги прикажи, а за да се преработи во театарска представа ќе треба да се напишат многу повеќе диалози и да се разработат повеќе ликовите, кои што мислам дека овдека, барем од моја гледна точка, не се некако, немаат пресврти во својата приказна. Може би Христина може повеќе и подобро да ни зборува на таа тема. Да ве поздравам прво, добре дојдовте, почитувани гости, љубители на книжевноста. Денеска, вечерва, не е се уште вечер, го представуваме првиот роман на авторката Драгица Ристик Стојчевска, Замокот на Арделјан. Тука отвараме врата кон свет исполнет со сенки, тишина, мрак, прашања, неизвестност и многу тајни што чекаат да бидат откриени. Во овој магичен, би рекла, мистериозен, мрачен на многу моменти, свет тој ве носи на едно патување низ темните ходници и тајни на замокот, ама и низ сопствените прашања што постојано ќе си ги поставувате, низ сопствените дилеми, сомнежи. А тие прашања јас верувам дека ќе останат со вас уште долго по читањето на романот или по оваа вечер, бидејќи веќе загатнавме некои од прашањата. Токму со едно такво патување, физичко патување, започнува и приказната, а тоа е патувањето на главниот лик Андреј кон замокот. Меѓутоа, тоа не е само физичко приближување кон некое непознато место, туку и постепено навлегување во свет во кој светлината тивко исчезнува, а темнината завладува. Преку тој пат, авторката символично го прикажува преминот од светлото, безбедното, доброто би рекле, кон нешто што познато во секој случај, кон нешто што е опасно, неизвестно, непознато и мрачно. Сега цитирам од книгата, читам. Утрото кога Андреј тргна, небото беше обвиено во бледо сивкав облак, како да сакаше да го предупреди дека времето нема да му биде сојузник. Со себе носеше тешка патничка чанта и мал куфер во кој имаше бележници и стара карта со избледени траги што водат кон непознатото. Патот прво минуваше низ мирни полиња каде што сонцето полека ја разгоруваше росата од тревата. Се чинеше дека ништо не може да наруши таква идила. Но, колку повеќе се оддалечуваше од градот, толку пейзажот стануваше посуров. Во малите села низ кои минуваше, времето како да застанало. Камените кујки беа покриени со мов, дворовите празни, улиците тивки. Затворен цитат. Веќе наговестивме, слушнавте дека романот е мистериозен, готски, но според мене овој роман не е класичен готски роман, односно нема цел да ве заплаши, да предизвика некој чувство на тревога, аларм или закана. Напротив, тука мислам дека готските елементи имаат многу подлабока функција, односно елементите како простор, да речеме замокот, темните ходници, катакомбите, потоа ликовите и декоративните елементи што се опишани многу добро, како долгите сали, железните украси, свеќите, портретите на ѕидовите што како постојано да ги наблюдуваат ликовите. Тие не се таму за да не вознемират, туку само за да ја изградат атмосферата и да станат дел од внатрешното патување на ликовите. Исто така и символите, медальони, стари книги, кинжали, камбани,
ја носат истата функција и се вградуваат во таа атмосфера на преобразба и патување. И не случајно го потребувам постојано зборот патување, затоа што според мене, јас би го нарекла овој роман на преобразби. Речиси сите ликови минуваат низ некаква метаморфоза, а просторот и символите стануваат дел од таа промена. Најизразена е внатрешната преобразба на главниот лик, а тоа е истражувачот Андреј. Тој влегува во замокот како еден човек, а излегува како сосем друг. Ама дали навистина замокот може да промени човек? Тука е прашањето. Може би тоа е само некаков катализатор, место кој што ја поттикнува промената, ама не ја диктира промената на човекот. Вистинската промена се случува во самиот лик внатре, преку прашањата што си ги поставува, преку минатото што се обидува да го разбере и преку тајните што настојува да ги открие. Фактички, тргнувајќи во потрага по нешто надвор од себе, Андреј се соочува со сопствената внатрешност. Кај некои од другите ликови преобразбата е поинаква. Може да се случи надворешна преобразба, значи преку жртвување, ритуали, клетви, рушење на клетвите и така натаму. Во однос на ликовите, тоа што ми остави впечаток е дека барем јас како читател не почувствував доминација на некој лик над другите. И мислам дека тоа му дава рамнотежа на целиот наратив. За секој лик има определен простор, некоја сопствена приказна и доволно развиена е таа приказна за да остане секој лик впечатлив и препознатлив. Друг момент што ми го привлече вниманието е времето, како е опишано времето во овој роман. Минатото, сегашноста и иднината постојано се преплетуваат и действуваат, според мене, речиси синхронизирано. Нели знаеме дека времето сите го прецепираме како една диахрониска појава. Овде обратно, јас го сфаќам како синхрониска појава. Значи симултано. Минатото никогаш не е целосно затворено, а иднината се појавува како тивко предупредување. И на едно место и самата авторка пишува: тишината и припаѓа на иднината, а минатото е нејзиното ехо. Токму таа мешавина од мистерија, тишина и чувство дека нешто скриено постојано не демне, се чувствува и во атмосферата на замокот, ама и во тоа како се опишани и обликувани самите ликови. И тука сакам да прочитам само уште еден впечатлив опис според мене, како се опишани ликовите пред се физички. Почнувам. Салата за свечени приеми беше осветлена со десетици канделабри, чи пламен трепереше и фрлаше сенки врз водовите што се издигаа високо над гостите. Камениот пот блескаше од одразот на огнот, а воздухот беше исполнет со мешавина од мирис на восок, старо дрво и благ парфем. Андреј стоеше на работ од салата, чувствувајќи се како наблюдувач во свет кој не му припаѓа. Гостите, неколку благородници и пријатели на семејството, тивко разговараа, но одеднаш настапи тишина. Вратите се отворија со тежок звук. На прагот застанаа Виктор и Селена Арделјан. Виктор беше облечен во долга темно-виолетова свечена наметка со внатрешна облога од црвена свила врзана со сребрен синџир. Под неа носеше строг фрак и црна свилена марама врзана околу вратот. На неговите чизми се гледаше сјај како огледало, а на рамото знакот на куќата Арделјан, везен црн гавран со разгрането дрво зад него. До него Селена изгледаше како ноќта во својата највозвишена форма. Фустанот ти беше од црна свила со прозирни слоеви што се спуштаа до подот како магла. Корсетот ти блескаше со сребрени нишки, а зад неа се влечеше долга опашка што оставаше впечаток дека лебди. Носеше сребрено ланче во форма на полумесечина, а во косата имаше мали украси во форма на крилја од лилјак со темни кристали. Кога заедно ќе се појавеа во свечената сала, присутните често имаа чувство дека гледаат крал и кралица на мракот. Совршен пар, мистичен и недофатлив. Андреј почувствува како салата се претвора во сцена, а тие двајца се единствените вистински актери. Сите други сенки, сведоци. Тука завршувам. Интересно исто така е како авторката ја гради атмосферата во романот и како апстрактните чувства и состојби ги приближува преку сетилното доживување. Така, воздухот понекогаш мириса на восок и парфем, понекогаш на влажна земја и чад, а понекогаш како да носи мирис на пергамент, закопани тајни и заборав, но најчесто е густ, тежок и студен.
би заклучила сега дека во исто време романот отвара многу прашања, но не нуди готови одговори, односно на вас останува да си ги одговорите тие прашања, односно остава широк простор за лично толкување и внатрешно преобликување. На крајот авторката вели: човекот не ги избира мистериите, мистериите го избираат човекот. Токму затоа Замокот на Арделјан не е само роман за мистерии, замоци и темни ходници, туку е роман за човекот во мигот кога останува сам пред своите стравови, пред своето минато и со сопствените прашања. Зашто може би токму тогаш, во тишината и темнината, ние не се губиме, туку конечно се пронаѓаме себе си. Честитки, Драгица! Златко Црвенковски најде врски со реалноста или арделјаните кои навистина постојат на нашава планета. Па би го повикал ако сака малку да ни сподели нешто од неговите истражувања и моменти. Ќе го пренесам јас микрофон. Да. Во времето кога ние се социализиравме, зборуваме за македонците, кога се социализиравме, градевне цркви, манастири, негде кон север градеа замоци. Тоа значи се асоциализираа. Тие во замоците се затвораја. Значи, не за да се бранат, туку за да не излезат. И Драгица тоа го има погоден. Јас испитував еден момент да ви кажам. За Арделјан. Го пишува Арделјан точно, прецизно, го опишува иако е фикција. Значи, таја нешто мисли, а така. Тоа е Божја сила. Еден момент. Арделјан во времето кога тие потекнува од Нимц се вика, или немц, а румунски тоа значи германец. Кога дошол Чаушеску, бидејќи тие се германци, ги иселил доста од нив, значи од 19.000 жители ги свел на 4.900 во тоа поднебие. Меѓутоа, тие се со сина крв, тие имаат знаме, имаат пари, за Арделјан зборувам. И Драгица тоа го има погодено. Да не на психичката состојба е во втората книга. Првата книга без втората книга не важи да ви кажам толку многу. Затоа што во втората книга е психологијата или психата на самите личности во првата книга е пренесена во втората книга. За да се добија чист впечаток, мора да се прочита и втората книга. Бидејќи со завршетоко и со почетоко на книгата не завршува Арделјан. Нит Арделјан почнува со почетоко на книгата, нит завршува со завршетоко. После и пред секогаш постои Арделјан и ќе постои. Благодарам. Ви благодарам што сте присутни овде во салава, во библиотекава. И да кажам неколку збора за романот. Рецензентот и лекторката објаснија се, опфатија повеќе, јас само кратко ќе кажам, значи дека Замокот на Арделјан е готски роман, филозофска фикција. Филозофската фикција е жан каде приказката служи за истражување на големите идеи, што е свет, што е реалност, дали човекот има слобода, што е вистина, дали идентитетот е стабилен, што значи постоење, како функционира моралот, дали тишината, хаосот или смртта имаат смисла. Во такви дела ликовите често се символи на идеи, конфликтот е внатрешен, светот има метафизичка тежина, диалозите носат филозофски судири, атмосферата е подеднакво важна како и дејството. Често приказната изгледа како сон, лаверин, духовно патување, психолошки експеримент и борба со сопствената свест. Исто како што Ничи објасни. Сега само накратко како се роди идејата. Идејата се роди од едно длабоко внатрешно преиспитување. Во романот се присутни неколку тематски и филозофски димензии.
Филозофската фикција отвара прашање, а готиката ги тера ликовите да се соочат со нив. Во романот е присутна и метафизичката димензија, зборуваше лекторката, значи за разграничувањето меѓу реалното и внатрешното и видливото и невидливото. Преку метаморфозата ликовите минуваат низ една внатрешна преобразба и психолошка трансформација. Можам да кажам дека замокот е блиску и до Фуковската идеја за хетеротопија. Меморијата во романот не ја третирам како апсолутен сигурен механизам, туку како внатрешна реконструкција на вистината. Значи, замокот е повеќе состојба на духот отколку архитектура. Прво ја создадов атмосферата, а потоа приказната. Значи, во делото постои допир со религијата, но не во догматска смисла. Толку од прилика, значи да не должиме во интерес на времето. Ве поканувам да ја прочитате книгата, романот. Значи, романот има и второ продолжение, за него ќе зборуваме некој друг ден. Третиот се пишува и така, и ви благодарам што бевте вечерва овде и што одвоивте од вашето време да присуствувате и да слушнете нешто повеќе за романот. Уште еднаш ви благодарам. Благодариме, Драгица. За да завршиме соодветно, како што почнавме, јас ќе ви прочитам уште еден расказ. А нашите согледувања ќе ги размениме кога сите заедно ќе го прочитате романот, па ќе можеме да спориме околу различните начини на гледање на она што се содржи внатре. Гневот на замокот. Камените символи блескаа со крвава светлина, а сенката се издигаше над Виктор и Селена, подготвена да ја голтне нивната сила. Се изгледаше осудено, се додека одеднаш од задниот премин не одекна трпелив, но мојкен глас. Доста е. И он втрча во кругот, држејќи старо распетие кое го криел во својата одаја. Неговото тело се тресеше, но очите му блескаа од непозната храброст. Слугата нема власт тука, зави сенката гневна. Јас сум бил сведок на вашата темнина целиот живот, викна Јон, но нема да дозволам да ги уништиш. Служе во овој дом не на проклетството, туку на светлината. Тој го подигна крстот кон кругот. Пламените се искривија како да ги сече невидлива рака. Огнот почна да се гаси, а земјата престана да трепери. Ке се вратам со уште поголема глад, па исчезна како чад што се распрснува во ветерот. Виктор падна на колена изнемоштен, а Селена го зеде во преградка. Двајцата беа живи, но очите им беа полни со страв и неизвестност. Старецот го гледаше Јон со темна насмевка. Не ја уништи клетвата, само ја одложи. И кога повторно ќе се појави, ќе биде уште поголема. Тишината што следеше беше потежок товар од самиот ритуал. По прекинот на ритуалот, во катакомбите завладеа тишина. Но таа тишина беше измамлива. И он се уште го држеше распетието. Рацете му се тресеа. Во очите му се гледаше и гордост и страв. Виктор тешко се исправи со глас полн со благородност. И он ни го спаси животот. Но во истиот миг од зиговите почна да капе темна течност налик на крв. Каменот се тресеше, а низ ходниците одекнуваше тивок, но заканувачки шепот. Предавник. Селена се сврте кон старецот. Што се случува? Старецот ги стегна забите и со студен глас одговори. Замокот не простува кога некој ќе ја наруши неговата волја. Тој што се вмешал ќе ја плати цената. Од сенките почнаа да се појавуваат темни фигури налик на изобличени луѓе. Душите на оние што претходно се принесувале во ритуали.
Очите им беа празни, а чекорите бавни и неумоливи. И он се повлече еден чекор назад, но сенките го следеа. Господаре, господарке, изусти тој со кревок глас. Мислев дека правам добро. Виктор го фати мечот, решителен да го брани. Не и он. Ти направи повеќе од тоа. Но изгледа дека замокот сега те смета за своја жртва. Селена му ја зеде раката на Јон и го повлече зад себе. Не, никој нема да ја плати цената за темнината. Ке најдеме начин да ја скршиме. Но сенките веќе беа близко, а замокот пулсираше како живо суштество, гладно и бесно. И благодарам на присуството на сите, благодариме на директорката, на Златко за неговото излагање, на авторката, на Јанко и на Христина, а се разбира и вам за помошта на Даре за да останат забележани за секогаш овие стихови, гласови и размислувања за замокот на Арделјан. Ви благодариме на сите и имајте и Бог ден. Доколку сакате подпис, повелете да си земите книги, авторката ќе ги подпишува, а јас се надевам ќе се изборам за прв да бидам.